Нашата платформа најоптимално работи со Google Chrome. Користи го Google Chrome како твој пребарувач. Не ја користи неговата инкогнито опција при одржување на час. Погрижи се при самото одржување на часот, твојот компјутер да не биде преоптоварен со други процеси кои би ја успориле неговата брзина или брзината на самиот интернет. Најпрво, регистрирај се на нашата платформа. Можеш да одбереш да се регистрираш како ученик или тутор. Следен чекор е најава на нашата платформа. Прво, најави се. Откако ќе се најавиш, притисни го копчето Пребарај тутор. Тука ќе се отвори листа на тутори од кои можеш да избереш тутор со помош на нашиот филтер за пребарување по категорија, рейтинг, цена, јазик на изведба, статус. Откако ќе го избереш саканиот тутор, можеш да го разгледаш неговиот профил, каде ќе добиеш повеќе информации за неговите лични ангажмани преку неговата биографија, како и вкупниот број на успешно одржани часови и проблеми. Многу е битно да го разгледаш распоредот кога обично туторот е достапен за час во тек на неделата. Распоредот не е дефинитивен, туку приближен показател кога туторот е слободен за час. Ако си задоволен со презентираното, следниот чекор е ангажирање на туторот. Туторот може да биде ангажиран за одржување на час од 30, 45 или 60 минути. Самиот процес на закажување се одвива преку нашиот интерен систем на пораки. Тука може да објасниш кои се твоите образовни потреби, како и да се договориш за условите и времето на одржување на часот. Ова може да го направиш со помош на пораки или со размена на фајлови. Откако ќе се договориш за деталите околу часот, појави се неколку минути пред договореното време и почекај го туторот да ти прати понуда за час. Прифати ја понудата на туторот во одредено време и плати го часот. Доколку процесот не е завршен во даденото време, понудата за часот се брише, пошто е потребно повторување на процесот на закажување. Откако ќе платиш, влези во нашата виртуелна училница, пошто часот официјално започнува.